Во организација на Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија со седиште во Кочани, а по повод 1 април, денот на шегата, во салата на мултикултурниот центар во Кочани се одржа 4-та поред вечер на македонскиот афоризам. Во преполнетата сала на центарот афоризми од своето творештво презентира Ристо Филчевски, Маријан Ангеловски, Ацо Ѓоргиев, Ѓорги Хаџивашков, Јане Атанасов, Миле Ѓоргиовски, Ружа Стоименова, Атанас Крлевски и Мичо Атанасију. Нашето здружение, Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија, по втор пат е организатор на оваа манифестација. Претходно беше општина Кочани, сега традиционално го презедовме ние тоа, лани бевме прв пат, ова година прв пат. И се надеваме дека во иднина ќе бидеме исто така добри организатори. Минатата година покрај оваа манифестација ние имаме и други манифестации. Правиме промоции на книги, разни средби и така натаму. Лани за прв пат направивме и имавме школски час по афоризам. Во едно училиште во Кочани одржавме час по афоризам. Тоа е еден од начините да ги поттикнеме младите луѓе да создаваат. Засега не можеме да се пофалиме дека имаме многу интерес, меѓутоа се надеваме дека во догледно време ќе излезе од нашиот терен овде и некој нов афористич. На вечерта на македонскиот афоризам беа доделени и награди за најуспешните афоризми, испратени на распишаниот конкурс на тема Макапедија. Жири комисијата првата награда му ја додели на Миле Ѓоргиовски од Делчево, втората на Васил Толевски и третата на Маријан Ангеловски и двајцата од Скопје. Специјални награди добија Ристо Филчевски од Струмица и Јане Атанасов, афористичар од Кочани. Овај пат темата навистина беше широко појасна, така да се израза. МК-педија, македонска Википедија, како што нагласи председателот на жирито сатиричар Витомир Долински, тема која јас доста ја обработувам во моите афоризми, тема која во новата книга Добро утро Македонија ја обработувам, која треба да излезе за кратко време, така да ми легна работите. 2016 продолжуваме со истото темпо како 2015. 2015 некаде издадовме точно 17 книги. Годинава нема да имаме толков обем на продукција, но еве веќе вечерва тука книга на годината е прогласена Балканска трансверзала, во која се застапени 5 од најдобрите балкански афористичари. Ова е второ, дополнително издание и отприлика ова година повеќе ќе одиме на антологии. Тука ќе видат прв пат во светот се издава илустрирана антологија на еротски афоризми Будење на петелот. Тоа го спремаме за фестивалот во Плевља. Потоа, петото издание исто на мојата, дополнително издание на мојата книга Еротски афоризми 3 пати на ден и неколку алманаси со познати балкански сатиричари. Вечерта на македонскиот афоризам ја следеа голем број на љубители на хуморот и сатирата. Салата на мултикултурниот центар беше претесна да ги прими сите љубители на овој вид литературно творештво, на кое настапија имиња на афористичари од светски глас.